Ви посака и добро утро, сигурна сум во тоа, и мојата колешка Ирена Спировска. Ке имаме интересен разговор или пак настан од 12 до 14 септември. Третото издание на фестивалот Вкуси го југот во Гевгелија. Но повеќе за ова јас ке оставам да ја видиме. Ајде Ирена, да ја вклучиме. Добро утро, Ирена. Ке разговараш со Антонио Димитриевски за ова што јас сега го најавив, но повеќе детали слушаме од вас и од мене ке ви кажам, повелете и поздрав до Антонио Димитриевски, кој ме враќа во младоста, искрена вака да видам кога ќе го слушнам неговиот глас или кога ќе го погледнам. Добро утро, Слободанка, поздрав до тебе и до сите гледачи на телевизија Алфа. Веднаш го пренесувам твојот поздрав до мојот денешен соговорник Антонио Димитриевски, со кого што, како што најави и ти самата, зборуваме за третото издание на манифестацијата Вкуси го југот, која ќе ги одбележи 12, 13 и 14 септември. Што значи дека нашиот најужен град, Гевгелија, 3 дена ќе пулсира во ритамот на добрата музика, одличната забава и традиционалните гастрономски деликатеси, кои што се препознатливи и специфични токму за овој дел од Македонија. Како официјален пиар на манифестацијата, Антонио Димитриевски секако ги има сите детали поврзани со програмата која што ќе се случи во овие 3 дена. Пред се, добро утро, Антонио. Добро утро, Ирена, добро утро. Поздрав до гледачите на телевизија Алфа и утринската програма. И благодарам на поканата и на можноста да ја најавиме и оваа манифестација која, како што самата кажа, веќе прераснува во традиција, по трет пат се одржува годинава, престојниот викенд кој следи 12, 13 и 14. Специфична заради тоа што не е обична забава, ниту е обичен базар, туку е некаков спој, некаква фузија на традицијата, културата и забавата. Кога велам традицијата, културата и забавата, пред се мислам на оној дел кој самата го најави, на гастрономските специјалитети и подготовката нивна, која е специфична за ова подневе, за најјужниот дел на Македонија. Гевгелија како град во кој или регион во кој успеваат многу култури, многу она што е специфично овоше и зеленчук за тој крај. И токму тоа ќе биде дел од програмата во оние дневни утрински часови, каде што еден ден ќе се приготвува познатиот македонски специјалитет ајвар на специфичен или традиционален локален начин. Од локалните специјалитети сигурно се е познатото гевгелиско сладко од смокви, заради тоа што смоквата е и заштитен, еден вид заштитен знак или заштитно овошје на Гевгелија. Моето омилено сладко. Така, мора да признам и мое. Ќе се подготвува сладко на традиционален гевгелиски начин. Еден ден ќе се пече уште еден познат македонски или подготвува познат македонски алкохолен пијалок, мастиката, која е често ја мешаат со узото, ама е тотално сосема различна, слично, ама сепак и подобра од узото. Па јас би рекол за наш вкус да, сега кој како сака, впрочем да не зборуваме за вкусовите, ама кога е вкусот на збирот на овие нешта, мислам дека е вкусот единствен. Под покровителство на градот Гевгелија и градоначалникот Андон Сарамандов на општината Гевгелија, кои се организатори и стојат зад манифестацијата, ќе има и богата културно-уметничка програма, но и забавна програма. Оние дневни, попладневни часови, а и дневни часови, но и во вечерните часови ќе се случуваат интересни работи кои се од доменот и на културата, но и на онаа традиционална култура. Така што тука се школата за тапан, потоа школата за танци, имаме уште неколку школи за традиционални инструменти,
што се однесува до оној културно-уметнички дел, ке има настапи на културно-уметнички друштва, на фолклорни ансамбли, на оно што е изворно, што е традиционално и што е обележје на тој регион и на самиот град Гевгелија. А се разбира за помладата, впрочем не само за помладата, за сите генерации, секоја вечер се оние концертни настапи, би рекол, на македонските звезди и морам да кажам дека во трите дена 12, 13 и 14 имаме исклучиво домашни изведувачи. Определени сме да и дадеме простор на македонската естрада, на македонските музички звезди, без оглед дали се тоа од забавната, народната, рок-н-рол и така натаму. Така што програмата ќе биде навистина сеопфатна, широка и богата и ќе биде фокусирана на традицијата и на што е македонско, што е домашно, со акцент на поднебието на Гевгелија. Она што е евидентно дека оваа манифестација го запазува и едукативниот момент токму преку тие школи за гитара, за тапани што ги спомнавме, кои ќе бидат дел од активностите, што ја надополнува богатата гастрономска понуда и богатата културно-забавна понуда, со оглед на тоа дека настанот се организира веќе трета година поред, колку истиот е привлечен не само за локалното население, туку и за странците и туристите кои што имаат можност на еден непосреден, уникатен начин да ги доживеат вкусовите на југот. Така, самата локација на Гевгелија е некаков град кој е на некаква раскрсница, да не речам на самата граница со јужниот сосед со Република Грција, но не е далеку ниту Албанија, ниту Бугарија, а и е транзитен центар низ кој минуваат туристите и од соседна Србија, но и оние сите кои транзитираат, да речем, од западните земји, па одат дома, дали се тоа гастарбајтери од Република Турција или од останатите земји, па минуваат низ таа магистрала, односно го минуваат овој автопат. Така што Гевгелија е згодно место да се застане, да се одмори, а кога сме веќе тука и да се посети оваа манифестација или барем дел од овие активности, но има и многу и домашни и странски посетители кои наменски доаѓаат да ги вкусат традиционалните специјалитети, ова што го зборувавме, но преку ден ќе има и, да не заборавам, ќе има и штандови, еден соевиден базар, и тука ќе бидат присутни сите оние индустрии кои се специфични за тоа поднебе, да речеме конзервните индустрии, кои ќе, како се вели, имаат истакнато изложено своји производи, кои ќе можат и да се вкусат, и да се купат, и така натаму. Така што, ова сето прераснува во еден своевиден традиционален саем на традицијата, културата и забавата. И тој микс е интересен, заради тоа што веламе специфичен и за поднебието, и за Република Македонија во целост, а и од аспект на не само на некаков туризам, но и од аспект на некаков бизнис туризам, не само култура и забава и традиција, е добра манифестација, заради тоа што ќе има бенефит и државата, и општината, и поединци кои се занимаваат со тие индустрии, со тие бизниси и така натаму. Дали исто како и претходните години, настанот ќе се одвива на истото место, кај Новиот пазар во Гевгелија? Да, тоа е добра локација. Новиот пазар кај Гевгелија е местото каде што ќе се одвива настанот и е локација на која ќе можат сите посетители да дојдат, велам, и во предплодневните, дневна програма и во вечерните часови, каде што ќе има богата забава и јас би само, бидејќи е обемна програмата, тешко се памети по денови, еве ќе искористам можноста да на брзина прочитам кои се уметници изведувачи покрај овие школи кои ги споменавме, и културно-уметнички, фолклорни друштва и така натаму, школата за тапа, школата за танци, ќе настапуваат по денови. Ќе ми дозволиш, Ирена, само да го... Секако, тоа би било одлична информација за да може луѓето веќе да ги планираат тие денови од предстојниот викенд и да одберат кој ден им е најатрактивен како понуда за да ја посетат убавата и топла Гевгелија. Петок 12.9. ќе
ќе ги имаме културно-уметничкото друштво Танец од Миравци, Емилија Николовска и Димитар Ангов, тоа се локални изведувачи, Гевгелиски Мелоски имаме, и потоа звездите на етно музиката Љубојна, групата Пантарей и за крај на вечерта Дани Димитровска со својот рок-н-рол перформанс. Следниот ден, сабота, 13.9, споменатата школа за тапани, еве, ке го забравевме за малку и за најмладите, детскиот фестивал Калинка, каде што најмладите ќе имаат можност да уживаат во познатите испеани песнички хитови на детскиот фестивал. Потоа ансамблот Бојмија и Лисински од Винковци, кои се гости на фестивалот меѓународни, Оливера Станковска, Филип Ангов и звездата на вечерта, младата пејачка, младата македонска поп звезда или R&B звезда Антонија Гиговска како звезда на саботната вечер. Недела 14.9 е секцијата за гитара при Пионерскиот дом, потоа ќе настапуваат Мистик, културно-уметничкото друштво Браќа Токеви од село Прдејци и културно-уметничкото друштво Негорци. Потоа ќе имаме хитови и ќе го имаме младиот Јанг Дади. Со тоа што јас заборавив да кажам дека во саботата по Антонија Гиговска ќе настапат и Андријана Јаневска и Огнен Здравковски, значи да не ги заборавиме нив, а во неделата по Јанг Дади е Дарко Гроздановски и звезди на вечерта и воопшто звезди на целата манифестација во музичкиот дел, но фестивалски дел, концертен дел е легендарната македонска група Меморија, која не настапува често, но тогаш кога ќе настапи, знаете сами, полни сали од 5-6-10 илјади луѓе. Ова е отворен простор и мислам дека ќе биде одлична прилика за еден фантастичен концерт, но секоја вечер носи своја убавина, своји звезди, своји изведувачи и мислам дека сите оние што ќе дојдат, кога да дојдат, ќе бидат задоволни. Сосема сум сигурна дека ќе биде така. Антонио, ти благодарам за информациите поврзани со предстојното трето издание на манифестацијата Вкуси го југот. Со овие информации ние полека ќе го одјавиме нашиот разговор, поканувајќи ве да уживате во убавата сончева Гевгелија на 12, 13 и 14 септември, но и секој период во годината кога можете да ја посетите, затоа што Гевгелија секогаш со големо задоволство ги пречекува сите посетители и секогаш нуди одлично гостопримство. Слободанка, од нас толку. Ве оставам во студио да продолжите со останатите информации подготвени за нашите гледачи. Прекрасен настан и многу убави информации споделивте со нас, поточно преубави имиња од македонската музичка сцена. Ете како се почитува она што е наше македонско и како традиционална храна Вкуси го југот, еве во Гевгелија, меѓутоа и почитувачи на она што е наше македонско, што се однесува за музиката. Браво, едно големо браво за овој настан.